учебниците ќе сретнете дефиницијата дека семејството го сочинуваат родителите со нивните деца, во идеален случај 2 деца, меѓутоа може да е и дете, и сето тоа претставува една проекција, односно посакувана состојба која што сакаме да ја видиме во семејството, односно замислуваме дека така изгледаат идеалните семејства. Во пракса сепак не е така, затоа што постојат многу типови на семејство, особено се реконструира семејството поради значителниот пораст на стапката на разводи во Македонија и семејствата во последните неколку години изгледаат сосема различно од оној класичен тип на семејства. Дали тоа повлекува и нов закон за семејство кој што треба да ги содржи сите облици на семејство и како да им се помогне на родителите, односно на децата кои што припаѓаат на еднородителско семејство, се деца на разведени родители, се деца кои што имаат потреба од издржка од двајцата родители, меѓутоа де факто ја добиваат само од едниот, и така натаму сите овие состојби и предизвици со кои што се соочуваат младите кои што припаѓаат на еднородителско семејство, дали самохрани родители или деца на разведени родители, ќе говориме во продолжение со мојата гостинка Елена Божиновска од организацијата Млади за семејна разновидност, а вие проследете го нашиот разговор во продолжение. Елена, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од мој збор емисијата. Денеска ќе говориме на една доста актуелна, можам да кажам, тема во последните неколку години и пред неколку емисии баш говорев на тема за потребите кои што се наметнуваат за промени и измени на законот за семејство. Имам работено неколку емисии и така се привлекуваше некако погледот на семејната слика и разновидноста на семејството во моите емисии, меѓутоа никогаш не сум имала прилика со некој што навистина работи со семејната разновидност да ни ги објасни точно концептите, што значи семејната разновидност и колку различни практично типа на семејства има. Претпоставувам дека семејната слика многу рефлектира од она што е, да кажам, макро појава во самото општество и како што се случуваат промени во општеството, верувам дека тоа се одразува на самата семејна слика. Во учебниците може главно да се прочита дека семејство е родители и нивните деца. Што тоа значи? Мајка, татко и децата или едно дете, сега во зависност од тоа дали е многодетно семејство или еднодетно семејство, меѓутоа тука завршува дефиницијата на семејството. Но што во пракса конкретно фактички се случува? Дали сите семејства вака изгледаат и колку се различни типа на семејства вие од Млади за семејна разновидност препознавате и со какви типови и категории на луѓе работите? Пред се ти благодарам многу на поканата и многу ми е драго кога имам можност да разговарам со некој кој што навистина има истражено и увидено дека ова е актуелна тема и дека не е само нешто што треба да се провлече, него е сериозна тема со која што многу семејства се справуваат секојдневно. Ние семејната разновидност ја дефинираме преку тоа дека секое семејство може да биде различно, но сепак е свое и на свој начин. Односно, што тоа значи? Дека не постојат само традиционални семејства, мајка, татко, 2 деца и пример или едно дете, но постојат и многу други различни семејни конструкции. Тоа во минатото беше по табу тема, да речам. Сега како што проаѓа времето, можеме да увидиме од самиот Државен завод за статистика дека 25.000 семејства живеат со самохрана мајка, со дете до 25 години и околу 9.000 семејства со дете до 25 години со самохран татко. Исто така, во самиот завод наш може да видиме колку пораснува стапката на развод секоја година. Со тоа значи дека како доаѓа едно ново општество, како се менува општеството, така се менуваат и фамилиарните структури. Така што ние, кај нас во нашето здружение, примерно работиме со деца и млади од самохрани семејства, тоа значи родителот е починат, исчезнат во затвор повеќе од 3 години или му е одземено родителското право и тоа е по закон веќе дефинирано во нашиот законник и со еднородителски семејства, тоа е другата категорија, каде што најчесто се работи со
млади кои што доаѓаат од разведени семејства, од различни семејни структури, односно на пример има само мајка, има само татко и така натаму. Но и работиме со млади кои што живеат со своите баба и дедо, кои што живеат со својата тетка и чичко, со постарата сестра, и ние сите тие семејства ги прифаќаме како семејства, бидејќи за нас не е важно колку и како изгледаат членови семејството, да, но важно е љубовта и грижата и блискоста која што ја има тоа едно семејство. Апсолутно се согласувам со тоа што го кажа и многу добра поента провлече дека практично со разводите многу се менува семејната слика, меѓутоа некако имам впечаток и со правни експерти со кои што сум говорила дека законот за семејство доволно не ги препознава, да кажем, семејствата, односно реконструкцијата на семејството кој што настанува по разводите. Сега ти добро потенцираше дека по разводите обично детето се доверува на понатамошна грижа на едниот родител, меѓутоа според закон за семејство и двајцата родители се еднакво одговорни и еднакво учествуваат во одгледувањето на децата, меѓутоа што тоа значи во пракса? Дали детето на разведени родители кои што живее со мајката претежно или со таткото во некои случаи, со самото тоа што другиот родител плаќа издршка, тоа е доволно, да речеме дека другиот родител учествува, или има малку поинаков статус тоа дете? Дали тоа дете на разведени родители се гледа како еднакво како дете од едно родителско семејство и која е разликата, еве да кажеме за гледачите? Па ние би сакале тоа да се внесе во нашиот закон, односно еднородителско семејство. Тоа веќе постои во државите на Балканот, само ние малце заостануваме во тој дел. Значи дури веќе и во Србија се води активна дискусија за тоа. Хрватска беше првата земја на Балканот која што го објасни еднородителското семејство, каде што има родител кој што сам се грижи за подигање на своето или своите деца. Значи не објаснува многу на кој начин се случува тоа, него едноставно сите спаѓаат тука. Ние што имаме истражувано со моите колеги, имаме приметено дека во Шведска, на пример, се дефинираат сите како еднородителски семејства. Нема дали е самохран, дали од оваа од онаа причина, него сите се еднородителски и потоа по закон им следуваат многу бенефиции, многу голема поддршка на тие семејства. Бидејќи, да бидеме реални, еве во Македонија лани имало 243 да речам тужби за алиментација, од кои што само 3 затворски казни биле изречени, што значи дека луѓето не мислам во поголемите случаи се татковците, но и мајките кои што не плаќаат алиментација за своите деца. Тоа е исто така една голема табу тема која што треба да ја разберат сите, дека алиментацијата не оди за другиот родител, него оди токму за грижа на детето. Така што ние се бориме веќе многу години да се промени тој закон, да бидат препознаени семејствата како еднородителски, наместо да бидат само самохрани препознаени во законот, но за жал за сега тешко ни оди. Исто така во последнава година активно се фокусиравме на формирање на алиментационен фонд. За гледачите да појаснам, тоа е кога еден родител не сака да плаќа алиментација, тоа го прави државата и потоа државата се тужи со тој родител што не сака да плаќа, па тогаш доста по заштитен другиот родител кој што и самото дете не трпи потребите негови се исполнуваат како што треба. И на каков одзив не идовте со оваа идеја? Има ли интерес од надлежните институции, ресорното министерство, претпоставам за социјална политика, демографија и млади, тоа треба да го актуализира малку повеќе, меѓутоа што вели државата еве за вашите апели? Да, ние не преупатија од тоа Министерството за правда, дека тие го градат тој закон моментално. Меѓутоа тој закон се прави од кога јас имав 15 години, јас сега имам 25 години. Во меѓувреме почнав да работам на оваа тема и да истражувам многу и јас искрено се надевам и верувам дека нешто ќе се смени, но немам баш најпозитивно гледање на работите. Јас сметам дека е многу важно тоа да се случи, бидејќи за државата тоа не значи некој голем чекор и некоја голема промена, напротив, е нешто што е само еден механизам за терање на правда, да речам. Така да, ќе биде под Министерство за правда доколку тоа се случи. И во Србија значи се предложи, се изгласа за некаде помалку од 2 месеци, и навистина не ми е јасно мене зашто држави толку блиску до нас, Србија, Бугарија, Грција го имаат тоа, а ние не застануваме и после нив некако одиме. Имаат и они што да научат од нашите закони, но нашите закони во принцип се само на хартија.
не се толку применливи. Имаат многу ригорозни мерки и за само аплицирање на еден детски додаток или на една самохрана мајка ако сака да аплицира, треба да извади толку многу документи за било каква социјална помош, што на крајот од денот може и да не ја добие, а она ќе биде без пари или на самохран татко може би има други обврски, сега ако се брка со институции, да. Тоа отиде нели животот, тоа дека се Буквално. справиш, така да мислам дека е многу и се уште е таква една важна тема која што никој не ја чепка доволно. Ние се трудиме малку барем да се појавиме во видикот на оние кои што ги носат тие одлуки. Сме имале соработки, сме имале зборувано и не само со Министерството за труд и социјална политика, него извинете, за социјална политика е сега Демографија и млади, да, а тогаш беше за труд и социјала, да. Исто и со Министерството за образование, бидејќи сметаме дека овие млади луѓе се во ризик и дека не е проблемот од какво семејство доаѓаат, туку не е проблемот дали се само со мајка, само со татко, со баба или со дедо. Проблемот е што растат многу од нив во сиромаштија, што растат во неадекватни домови, што растат со неубава храна. Не е само проблемот дека нема татко или нема мајка, они тоа некако не го разбираат, дека дисфункционалноста која што доаѓа од системот ги повредува на многу други начини, освен на тоа што дека не им припаѓаат законските права кои што ги имаат. Кои права ги имаат овие деца? Само семејна пензија, односно само доколку родителот ти почине, па тоа ти е некаква нели надокнада дека си го изгубил родителот, што не е ни блиску до нели нешто што може да ти помогне. Нема ниту психолошка помош, ниту социјална помош. Има многу ретки, нели, неколку случаи можеби, но зборувам конкретно за децата и младите, можеби за партнер од родителите, нели, има некоја поголема поддршка, да. До сега не сме нешто приметиле. Така, за жал децата секогаш излегуваат најзасегнатата страна, меѓутоа остануваат невидливи за системот и кога се случуваат тие разводи, тие крахови на семејствата, некако децата многу малку се говори за нивниот интерес, од друга страна тие се малолетни лица кои што не можат сами да се застапуваат себе и да се слушне нивниот глас, па секако тоа оди преку трети лица, преку институции кои што мислам дека не доволно добро, да кажам, ги одразуваат потребите на едно малолетно лице. Меѓутоа настрана тоа многу често еве во западната литература кога читам за семејства, многу често се говори дека во рамки на едно домаќинство се повеќе се присутни такви појави каде што еден човек, односно еден поединец представува живее во самостојно домаќинство. И практично еден поединец е семејство. Може ли таква дефиниција да се изведе? Дали е тоа контрадикторно со однос на тоа дека семејството претпоставува некаква социјален однос, некакво заедништво? Не може еден човек да има заедништво ако живее сам, нели? Дали треба, можеби во тој закон што сега се нели се подготвува веќе, како што рече ти, една деценија откако знаеш за подготовките, меѓутоа можеби многу претходно, дали треба да се земат предвид тие нови состојби каде што еден поединец е сам во домаќинството и може да представува семејство? Нашиот закон тоа конкретно го дефинира, вели дека има разлика меѓу домаќинство и семејство. Тоа значи дека нели домаќинство може да биде еден човек или една жена кои што се живеат сами, а семејство нели стварување на семејство, значи брак, деца и така натаму или партнерство. Јас сепак мое мислење е дека треба да се разграничат поради тоа што семејството со себе си носи некои, да речам, други предизвици за разлика од нели оние кои што живеат сами и мислам дека тоа е ретко добро дефинирано кај нас во законот, но сепак општеството се менува, се модернизира и како што нели ние сметаме дека треба да се воведат различни семејни конструкции, доколку некој друг смета дека и тоа е еден вид на семејна конструкција, за мене тоа не представува никаков проблем, ниту пак би имала проблем со тоа никој да се бори нели за тоа така да биде признаено, но сепак сметам дека треба акцент и поддршка да се стави на луѓето, младите луѓе кои што растат сами со еден родител или во нели различно семејство, да речам. Ние работиме со многу типови на семејства, најчесто се самохрани или разведени семејства, но има и многу други. И сепак јас верувам дека секој
како што си се чувствува, така треба нели и да направи, и ако некој се чувствува дека сам како единка е семејство, и тоа е валидно за мене и тоа е во ред. Така што јас не би имала никаков проблем лично со тоа да биде и тоа дефинирано така, но не знам како тоа институциите ќе го нели ќе го направат. За жал ние сме далеко многу од тие европски политики, да речам и нели составување на закони. Јас би била многу изненадена доколку тоа се случи, ама сметам дека сме многу далеко од тоа. Да, тоа знаеш како повеќе го кажуваат и го потенцираат како критика дека еве луѓето сакаат да водат осамен или самечки живот, не сакаат да создаваат социјални конекции, особено не семејства каде што имате и партнерски односи, одговорности кон децата, и дека луѓето практично сакаат еден таков слободен живот и живеат сами, создаваат домаќинство, меѓутоа тоа повеќе се кажува како една конзервативна критика од аспект нели идеолошки вредносен на конзервативен човек, меѓутоа тоа е факт во веќе западните земји, и тие гледам дека бараат и бараат начин како тоа да го регулираат во закон, дали тоа да го сметаат веќе како семејство, како едно домаќинство, или сепак тоа е далеко од она суштинска дефиниција на семејството. Така само го провлеков чисто да видиме колку сликата на семејството со текот на времето транзитира. Оно што мене многу ми пречи кога ќе зборуваме за семејство, зборуваме за оној класичен тип, така и дефинирано во македонскиот закон, што е еден од ретките закони кои што воопшто дава дефиниција за семејство, тоа се родители и нивните деца. Меѓутоа има многу семејства каде што децата не живеат со своите родители, живеат само со еден родител, може да живеат со баба, со дедо и така натаму. И тука може да настане дискриминација и во образовниот систем, и во поглед на нивните врсници, како тоа изгледа во пракса, кај луѓето, кај младите кои што живеат во семејна разновидност. Да. Тоа можам да ви кажам дека се забележува уште од најрана возраст. Значи, уште од најрана возраст тоа го прават и учениците и наставниците, ива да почнеме од основно образование. Така, нели, во учебникот пишува дека се мама, тато, бато и јас. Или може би во проширено семејство баба и дедо и така натаму. Јас како мала нели доаѓав од самохрано семејство и не ми беше јасно зошто нели баш така мора да биде, и мене ми беше многу непријатно цело време, но тогаш бев многу мала да сватам зошто е тоа така. Ниту ги кривам наставниците, ниту ги кривам соучениците, никого не кривам во случај, заради тоа што тогаш уште не се ни зборувало за тоа, но сметам дека е можеби не е дискриминација, но предизвикува чувство на дека не припаѓаш, дека си различен, или пак ако требаше да се пишува сустав за мојата мајка, мојот татко, значи јас не знаев што да напишам, мислам, мојот татко има починато многу одамна, јас не се сеќавам, многу сум била мала, така да ми беше тешко да среќа имав многу добри наставници, професори, нели така натаму, кои што знаеа како да го изменаџираат тоа. Имам многу среќа што имав такви професори, наставници, учители, нели, и поддршка од семејството, меѓутоа има деца кои што не го искусуваат истото тоа и на кои што се гледа поразлично на нив и се провлекува таа дискриминација, можеби ненамерно, можеби намерно, но постои на некој начин. И исто така и памтам во учебниците по социологија им пишуваше дека децата од самохрани семејства се склони кон тоа да станат вагабонти. Значи, каква е таа, не ми е јасно како може тоа никој да го напише. Да, они се во ризик од различни работи, меѓутоа тоа не значи дека 90% од нив ќе станат криминалци или не знам што. И јас барем сум сведок дека во нашето здружение има прекрасни млади луѓе кои што доаѓаат од различни семејни конструкции, кои што се борат секој ден со системот и со се живо и диво што животот им фрла, што се појаки од било кои други млади луѓе кои што ги познавам на овој свет, заради тоа што биле isforsirani или приморани да растат и да живеат во различен тип на семејство. Но сепак сметам дека нели многу стереотипи владаат. Да, има доста стереотипи, тоа се случува заради тоа што нема доволно едукација. Едуцираност. Тоа е, мислам, секогаш едукацијата, јас сакам да кажам дека е почеток на се. Значи тоа е тука почнува и кога повеќе читаш, повеќе се образуваш, повеќе шеташ, повеќе разбираш и помалку си дозволуваш на себе да осудуваш, бидејќи тогаш сваќаш дека има многу различни ситуации од тоа што
можеби ти го знаеш, можеби за јас нешто сум судела порано, сега веќе ништо не ми е ни изненадувачко, ни не знам како да кажам. Едноставно сметам дека треба многу реформи во образованието, особено на тие теми. Треба да сватиме дека семејните различни конструкции постојат и тоа се во многу видови, значи многу различни, не се само самохрани еднородителски. Можеби што спомнавме, детето е посвоено, можеби не знам, двајца разведени родители се спојуваат, имаат едно друго семејство, составени, повторно составени семејства се викаат тие и така натаму. Сакам некако, јас имам голема желба сето тоа да се преточи во образованието, дека е нормално и дека е окей, заради тоа што не сакам тие деца да поминуваат патот на некој како нас, кој што не бил разбран, не бил сватен, било прашалници во глава зашто е тоа така. И јас навистина сакам кога ги гледам другите млади луѓе кои што се од нашето здружение како се борат за своите права. Јас нечесто им велам, нашето више заврши, ние имаме веќе над 20 години. Вие сте возрастни луѓе. Нема веќе што да за нас лично нема што да се бориме, но јас сакам да верувам дека тоа што ние го правиме е дека го трасираме патот за тие после нас. И до негде успеваме во некои работи, барем успеавме да не плаќаат градинки во некои општини. Успеавме да се намали партиципацијата со факултетите, да се договориме за студирање, ако си од самохрано семејство, тоа е сосема друга тема и друга приказна што сме правеле, меѓутоа сакам да верувам дека оставаме едно подобро утре за тие генерации после нас. Да, навистина е за пофалба тоа што вие како млади од семејна разновидност го правите и морам да се осврнам на тоа што го кажа затоа што тие тези навистина ми се инспиративни што ги говориш. Точно е, јас како социолог можам да потврдам дека во учебниците каде што се разработува потеклото на социјалната девијација се говори за тоа дека обично девијанти стануваат млади кои што се од дисфункционални семејства, односно да разводи еден родител кој што има во семејството, меѓутоа тоа воопшто не е точно и тоа се претпоставувам и верувам дека се правени истражувања кои што потврдуваат таа теза, меѓутоа праксата демонтираше и фактите кажуваат дека не е важно дали семејството е со еден родител или е со баба и дедо, битно е семејството да е функционално. Може да ги има и двајцата родители да се присутни, да живеат во брак, на другите тоа да им изгледа како идиличен брак и идилично семејство, меѓутоа децата да се длабоко несреќни и да едноставно се произведе една личност која што е нефункционална, која што е несреќна, која што се бори со ментални болести, која што се бори со ментални предизвици. Значи ние не можеме да ја видиме функционалноста на семејствата само врз база на тоа колку членови брои и како изгледа едно семејство. Од друга страна, многу убаво го кажа ова, ние сакаме да покажеме дека е нормално и двајца разведени родители потоа да се ресоздаде уште едно семејство или не знам со еден родител и така натаму. Тоа што ние ќе кажеме дека нешто е нормално, не значи дека ние го посакуваме, затоа што тоа е, тоа е наративот кој што се спинува, дека ако кажеме дека нешто е нормално, ние кажуваме еве така треба да биде или тоа е посакувано. Не, ние само ги констатираме фактите. Не значи дека ако молчиме и го игнорираме проблемот со разводот на бракови и реконструкцијата на семејствата, дека тоа ќе престане да постои. Еве го игнорираме, никој не зборува за тоа. Тоа е како ја викаат шкаклива тема, пипава тема, никој не зборува за тоа, ама пак не се случуваат разводи. Значи не е решение да го игнорираме проблемот. Така што одлични поенти ми даде, меѓутоа ајде да видиме каде е решението покрај во едукација. Од кога треба таа едукација да почне? Знаеш, многу е интересно, ги едуцираат, вика, психолошка помош за децата кои што се жртви на врсничко насилство. Меѓутоа, таа психолошка помош можеби многу повеќе му треба на сторителот, затоа што сторителот е тој кој што го има проблемот. Кај него е проблемот, не е проблемот кај жртвата. Жртвата никому не штети. Ме разбираш, значи може е решението во општата едукација. Како ти гледаш на ова? Искрено јас сакам да верувам дека се мора да почне системски да се решава, бидејќи ако системски работат сите институции како што треба да работат, ќе има и многу помалку трагедии
и многу помалце разводи и многу помалце непријатни, непосакувани ситуации. Факт е дека нашата работа, значи, нема да престане, ќе постојат секогаш различни типови на семејства. Јас верувам во тоа, значи верувам, за жал ќе се случи родител да почине, ќе се случи да се разведат. Нашата работа не е од тие работи што еве до 10 години ќе ја решиме работава. Да. Не, тоа е вечно, ќе трае. Јас се надевам дека ќе нема потреба да ја има нашата работа и дека толку добро ќе биде тоа системски решено што ние ќе може да седнеме и да речеме е супер, ние успеавме, сега е системот, нели, но јас сметам дека доколку уште при само стапување во брак или нели при губење на партнерот, доколку веднаш се интервенира кај тие родители или може многу подобро да излезе ситуацијата отколку само со едукација, нели, туку и воопшто психолошки советувања и така натаму, дали спремни да станете родители, нели, како личности. Сметам дека тие се многу важни теми кои што многу никој не зборува за нив и дека не секој мора да е родител и не секој треба да е родител. И не е задолжително да е родител, но сметам дека ако се навратиме назад и ако институциите почнат функционално да ја работат својата работа и ако навистина се посветени, ако навистина не ги вади еден човек кој што работи за сите таму, него сите подеднакво ја вршат својата работа, јас сметам дека нашата работа ќе биде па и преполовена, ако не и повеќе, заради тоа што од самиот почеток тие луѓе ќе имаат поддршка. Еве, кога губиш ти родител, прво не си свесен што ти се случува. Прво е тоа. Второ, ти следуваат огромни трошоци за тоа што каде е тука поддршката. Така. Некоја жена што току починал мажот, можеби не знае на која планета е, она треба да планира трошоци, треба да планира како ќе продолжи во иднина, треба да, значи тука е навистина се почнува тоа не само едукација, но и поддршка. Заради тоа што поддршката има многу начини, да, психолошка, меѓутоа и финансиска. Да. Не често тие семејства запаѓаат во сиромаштија по развод, по смрт на еден родител. И разводот многу чини да бидеме реални. Да. Нели, да се плати адвокат, да се платат судските трошоци, дури и да е во идеален случај спогодбен развод, сепак има тоа трошоци. Мислам дека едно истражување покажуваше дека многу ги обесхрабрува паровите баш тие високи финансиски трошоци и понатаму финансиските трошоци кои што произлегуваат од самичкиот живот ги обесхрабрува паровите да се разведат и покрај тоа што живеат во тотално нефункционални бракови и семејства. И тука се прави навистина една штета кога луѓето живеат заедно, а не функционираат како семејство. Тоа се одразува на некоја идеал типска создадена слика кај детето за тоа како треба да изгледа здрав однос, затоа што вие кога ќе гледате вашите родители како дека се однесуваат меѓу себе и кон вас како туѓинци, вие добивате впечаток дека тоа е нормално, што воопшто не е така и со таа слика понатаму живеете како возрастен човек и барате ист модел да го пресликате во вашето семејство и тоа е навистина штетно. Меѓутоа, како се вика профилот на експерти, на стручни лица кои што работат со семејствата во ризик, семејствата кои што поминуваат низ криза. Знам дека порано беа социолози, социјални работници, психолози што работаа, се имаме семејни студии на филозофски факултет. Како се вика тоа? Семејни терапевти, да. Сепак гледам дека се уште останува на тоа социјалните работници најмногу да работат психолози и така натаму, односно Министерството за социјална политика, демографија и млади. Мене ми е навистина тоа интересно, бидејќи сметам дека е супер смер и супер интересно е, нели, да се учи тоа и да не знам која перспектива и какви работни места им отвараат на тие студенти, баш треба можеби да се запознаеме, да се запознам. Ние си имаме на неколку пати среднато со некои од професорите, имаме договорено соработки и така натаму. Мислам дека тоа е од клучна важност, бидејќи нашата организација перфектно го отсликува тоа што они треба да го работат, нели, во иднина. И јас би сакала навистина и понатака тоа, нели, така да продолжи, заради тоа што сметам дека со новото време и новите предизвици си доаѓаат и нови професии, нови нели работи кои што треба да се учат и не секогаш социјалните работници имаат одговор на се и не секогаш психолозите знаат да го дадат, нели, некој совет, да они ќе го кажат, меѓутоа, нели, како ќе го испрецепира другата страна. Тоа е многу интересно и јас сакам да им се заблагодарам на сите тие луѓе кои што
прават такви работи, многу од нив и од хуманитарен аспект кај нас. Многу често знаат психолози, значи да ни понудат поддршка, социјални работници да ни завршат работа, што се вика, или да им помогнат за документи, како да ги остварат своите права, како да земат детски додаток, како да кај нас во здруженијето ние им нудиме комплетна поддршка кога аплицираат за стипендија, нели на факултетите. Така што има многу тука професии, ние моментално глумиме од се по нешто, малце сме социјални работници, малце сме психолози, Така, во зависност од потребите. Да, зависи на кој што му треба. Ние сакаме да веруваме дека младите доаѓаат кај нас со причина и дека им треба поддршка и дека им треба некојаш само разговор им треба, тоа е се. Некојаш им треба само да прашаат нешто и ние да им одговориме и да си се најдеме во муабетот. И можам да кажам дека низ мојата работа минативе 7 години запознав прекрасни млади луѓе со кои што сега сум и многу добра пријателка и секојдневно сме заедно. И едноставно кога они многу често сакаат да кажат дека ние ќе кажеме на некој, ама он нема да разбере, ќе ти кажеме на тебе и ти ќе не разбереш и ќе ни одговориш, нели, тоа искуството го имаш ти. Си го имаш искуството и кога го споделуваш е полесно, нели, го множиш. Да, така да чувството го множиш. Јас обожавам тоа да го правам со кој да дојде кај нас. Иако е си уште стереотипна тема, јас приметувам дека не има сеедно да бидат етикетирани како деца на самохрани родители или еднородителски семејства или различен тип на семејство. Нормално дека сите сакаме да имаме совршено семејство, но тоа е речиси невозможно. Но никој го нема. Да, така да сакам да, ако барем не слушаат, не гледаат, не следат, да знаат дека ние сме тука за нив и дека тоа воопшто не е никаква ни срамота, ни нешто невообичаено, туку напротив станува се по вообичаено и ние сме спремни тука да им помогнеме со нашето искуство. Можеби не сме психолози, но некогаш е доволно само еден разговор, една реченица. Така, мислам дека е на Толстојова мисла, можеби ќе ми исправиш, можеби ќе погрешам, меѓутоа мислам дека Толстојова го кажува во Ана Каренина кога вели дека секое среќно семејство наликува едно на друго, тоа е како покалап некоја дефиниција како ние го замислуваме тоа среќно семејство, меѓутоа секое несреќно семејство е несреќно на свој сопствен начин. И со тоа не треба многу како да кажам, да си играме со тези, да се расфрламе со тези, едноставно доволно е да имаме таа човечка емпатија и да се ослободиме од стереотипите кои што ги имаме за семејствата и младите од семена разновидност и едноставно да пружиме, убаво кажа ти, и рака и топлина и да се најдеме, ако можеме кога е потребно, ако не можеме да се најдеме, барем да не им стоиме на мака на тие луѓе, односно на тие млади. Елена, ти благодарам за овој прекрасен разговор. Чувствувам дека имаме уште многу што да кажеме, меѓутоа времето ни е ограничено. Ќе се видиме во некоја следна емисија, дотогаш ти посакувам многу успех во работењето. Благодарам многу, ми беше огромно задоволство и се надевам дека ќе продолжиме и понатаму да разговараме за вакви важни теми. Ти благодарам. Семејството е чувство на припадност, семејството е топлина, онаму каде што го замислувате вашиот дом и онаму каде што се чувствувате безбедно. Не е важно како изгледа вашето семејство, колку членови брои, дали сите се во своите улоги, дали некој отсуствува. Важно е дека вие имате чувството на сигурност и чувството на припадност. Понекогаш и навидум идеалните семејства се целосно нефункционални, меѓутоа остануваат поради некоја слика која што сакаат да ја одржат и со тоа се прави многу голема штета, поголема штета доколку семејството се реконструира по природен пат, односно по пат на чувство и секако семејството денеска треба да се дефинира само како поединачна потреба да припаѓа некаде, односно да биде дел од некоја група каде што се споделуваат одговорности, меѓутоа и каде што се уживаат права и слободи. Ова е заклучокот од денешниот разговор со Елена Божиновска од Млади за семена разновидност, а јас ви закажувам повторна средба веќе следната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. До тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме.